Наближувањето на новогодишните празници во Тетово најмногу се забележува преку густината на сообраќајот. Се повеќе автомобили има на улиците, со што се создава сообраќаен метеж. Проблем е и наоѓање места за паркирање. Нив речиси и да ги нема. Жителите на Тетово велат дека ваквиот метеж е очекуван и дека тоа е дел од новогодишната атмосфера. Па мало некој нешто сега мора да биде така, времето е такво, доаѓањето од странство и го. Ама не во ред, не се средени работите како што треба по улици, не. Општината треба да внимава на овој работа, да ги гледа сам. Ама како ќе им бидат? Тоа е нивна работа. Чувствувате ли вие загрозен како пешак? Па да кажеме не е баш така. Загрозени сме нормално. Нема тротоари, нема паркинзи, нема да работи така. А се чувствувате ли вие загрозени како пешак? Па мислим секој би се чувствувал, да. Позагаден е воздухот. Лично мене не. Пошто сум млад и може да го издржим тоа. Што да речем друго. А се чувствува ли зголемена фреквенција откако се започнати празниците? Па видим дека е мало поеќе, ама се знае сега е време, идат од странство и нормално дека има поеќе. Да. Што треба за да се среди овој проблем? Па треба да се среди зашто закон има, а не се спроведува прво. Зошто како можат овие возилата едни вака се едни така, нека има еден ред како у Скопје на пример. Значи у Скопје не можеш да се паркираш кај што сакаш, а овде можеш. Полицијата најави засилување на контролите, пред се на најфреквентните градски булевари. Сообраќајните полицајци може да се забележат речиси на секоја крстосница, во обид да го регулираат сообраќајот и да обезбедат безбедно движење на автомобилите, но и на пешаците.